Уценуваат одредени политички партии, но по ваши одговор, ако смеам да заклучаме дека на апсолутно вас не е добра за ниједна политичка партија. Па катастрофа е, бе, човече. Замисли да имаш 100 пратеници и да можеш да гласаш што сакаш. Кога ќе направиш грешка, Македонија народот страда, државата. Таа грешка може и да е капитална и ние да не можеме да се опоравиме наредни 20, 30, 50 години. Ко сега како што сакаат да земат кредит од Енглеска 6 милиони евра. Ќе правиме ова, ќе правиме она. Тоа што ќе му текни, тоа ќе прават. Значи Мицко како премиер со владата тие се најпаметни. И ајде ќе му текни сега, пак ќе му дат уште 500 милиони евра или 250 милиони евра на неспособни и криминални градоначалници и советници, а? Ние цело време дупките нивни ќе му пополнуваме. Па еден пример ќе ви кажам со Битола или со други градови, бе, како Скопје. Па имат огромна сума на пари, што располагаат секоја година. Се зборува за преку 35-40 милиони до 100 милиони повеќе милиони евра и не може да дупките да ги покријат во градовите, ѓубрето да го средат. Каде одат тие? Каде одат тие пари да се... Па многу едноставно. Ќе направат тендери за осветлување, тендери за одржување на улица, тендери не знам зошто и така натаму, тендери за улиците да се поправат или да се асфалтираат. И два пати тродупло, ти ставаат асфалт 2 сантими, па знаете дека патос прилеп Битола и јас сум застанал со кола, сум снимал, асфалто е дали има и 2 сантими. Се гледа кај што е изеден. Тенок. Абе не е веројатна работа како не крадат. И сега ние зборуваме, молим те, мислам, не можеш, едно само можам да кажам, криминало е во секоја спора, во сите јавни фирми, многу градоначалници се криминалци, многу советници се криминалци, власта од министри до пратеници и така натаму до и председателите може да се занимаваат со криминал, исто може да се, како што имавме случај со Груевски и така натаму имаме сигурно и други, Бучковски и така. И Бранко што направи катастрофа и во приватизација, мислиш тој не дојде до пари, само направи одредена група на своји пријатели, олигарси, што реков еднаш да знаат луѓето кои се олигарси. Олигарси се луѓе кои што остекнале богатството со плачки, со измами. А бизнисмени, богати луѓе се луѓе кои што честно работат и заработуваат. Такви за жал бизнисмени ги имаме се помалци во Македонија и затоа пропаѓаме. Дали има логика, например, овие денови на мала врата да ни се протне преку седмата сила, како што јавеват медиумите, дека во Македонија се спремаат можеби кампови за бегалците? Дали има некаква логика, иако власта сега вели дека нема нешто такво, но дали преку медиумите се обидуваат да го протнат ова? Види, медиумите, кажа, поголемите помојтни медиуми, независно телевизија или портали, им служат како робови на овие владеачки партии. Кој да дојде, бидејќи не дека само од нив зависат, туку прво нормално за пари тоа го работат. Не, медиумите и одредена група на новинари воопшто не ги интересира доброто на Македонија и народ. И државата да ни пропадне, да се расцепи, тие за пари заедно со политичките структури, со политичарите, учествуваат во уништување на Македонија. Тоа се знае. Има новинари кои што се борат, како што беше случај и многу случаи откриваат, кажуваат за неправилности и така натаму. Тие се добри новинари и ретко има добри, да кажеме, портали. Конкретно случај ќе зборувам за Демократски импулс. Вашата намера, нашата намера тука како пред се луѓе демократи е да дојдат гости, да зборуваат, да нудат решенија, да критикуваат, се разбира, и да ја кажуваат вистината. И што е тоа, како можеме ние да креираме на функционална и правна држава, за да народот живее многу подобро. Не можеш ти во една држава кај што пропаѓа се кради, поготово
од премиер па до чистач крадат, не сите, али крадат, значи ти да очекуваш ова држава да оди напред. Значи, зато е најважно ние како луѓе пред се да малце, не малце, туку многу да размислуваме кого поддржуваме и за кого гласаме видно. Господин Јорго, знаеме дека има политички партии кои, тоест повеќето политички партии имаат земјиште, станови и така натака, значи недвижен имот. Дали можеби вашата политичка партија поседува нешто од се ова? Најновите информации говорат дека Левица имала. Кога велите имот, мислите на станови, На партијата. згради, земјиште, Да. вака. Нашата партија не поседува станови, не поседува земјиште, не поседува згради или канцелари. Ние како партија можеме слободно да кажеме дека во пред 5, 6, 7 години ДПМН имаше репортирано вредност во имот, почнувајќи од земјиште, ливади и така натаму до канцелари, дуќани, згради како што е нивната Бела палата, во вредност од 60 милиони евра. Јас тоа го кажував в тоа време, значи замислите пред 5, 7, 8 години 60, сега дупло и тродупло скок на цените, вредноста отиде преку 150 милиони, ако не и 200 милиони. Од каде тие пари? Кој му ги дал? Кој му ги поклонил? Све е тоа бе украдено човече. Ако некој нешто му поклонил, тоа е малце. Значи, замислете, една од најбогатите политички партии во Европа, а ние имаме само 1,5 милион народ. И дали е толку народ останат? СДС не знам точно, податоци не имам прочитано, колку има во вредност во згради и станови и така натаму, но тие имат исто многу. Сега слушаме за Левица. И тоа премиера во собрание Мицковски го кажа. Дека тие денес имаат купено, пример, 3 објекти, наводно и вредноста било околу 1 милион евра. А Левица цело време е болшевичка, така се рекламира, комунистичка, јас што викам болшевичка партија, кој што еве се бори против капитализма, се бори против богатите, се бори против неправдата, а се бори за работниците. На кој начин? На кој начин? На кој начин? Од каде ти е стигнаат толку да имаат вредност, а постојат, не знам, 7-8 години, колку се 9 години. Затоа викам, малиот димче е толку мал, бидејќи сака секогаш да го манипулира народот само за да дојде на власт. Седнал со националисти како Касами пред година и пол две и ДПМН да прават коалиција да го туркат СДС и ДПМН, СДС и ДУИ од власт, зборувам за од прика пред 2 години, се стикале таму, почнавме ние да му пуштаме, еве ви Димче со кој се сликал, и тоа е против муслимани, тоа е против не знам што, бидејќи па и да не биде против, нормално менува правец, оди се слика кај Енвер Оџа на гробо и не знам што друго. Сега промовира дека тоа е, дори може и ќе почне да промовира дека е проевропне и така натаму, не знам кај тера човеко. Значи, јас него го прашувам од каде ти е толку пари оденеш тој да почне да купува. А ова имање, а се рекламира дека е како болшевик, комунист и не знам што, и не тера ние додиме со држави кои што во тие држави владее тотална диктатура и нешто излегува све, покажува некои научни достигања на овие држави, гледајте колку се мојтни и демеквака, така видете. Тешко нас се овие луѓе. Зато ние критикуваме Левица и ја кажувам вистината ствари. Не е поентата ние да ја критикуваме. Тие ако требаше да бидат кој што треба, ако беа кој што треба ствари, немаше ние да ги критикуваме, бидејќи нашата намера е да се здружиме со сите во Македонија. Значи со сите партии, ако се квалитетни, ако мислат добро на Македонија.
да се здружиме и со граѓански здруженија и со граѓани, да го победиме ова зло, што го викам јас СДС, ДПМН, ДУИ, знам, влен. Сега знам и влен, нема ни знам ни влен, тamo има СДС и ДУИ, СДС и ДУИ, значи имаш во Македонија. Не постои знам и влен, постои ДУИ и знам и сега во Македонија пак имаме. Што имаме? 3 партии, истите ни се вртат, партал не направи. И тука се уклучува левица, се разбира, со не се искрени и имаат зло намери само да се дојде до власт и тие после чудо ќе прават, ќе завладее некоја диктатура, чудо. Значи, тоа е тоа, треće. Господине Огненовски, не би бил јас доколку не ве запрашаме, ја начнавме темата околу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Дали се разбудил зимскиот сон? Еве на крајот од нејзиниот мандат сепак гледаме дека се бори сега веќе против како што таа вели криминалот во општина Чаир. Зошто само па во општина Чаир? Или мислите кој е вашето мислење? Дали ја давате својата поддршка на градоначалничката или мислите дека веќе е доцна да се бори против криминал? Прво, никогаш не е доцна да се бориш против криминалот. Многу луѓе мене ми велат што се бориш, ти имаш се, си дошол од Америка, Да. абе тргни си се настрана или дојди со поголемите криминални партии и ќе имаш што сакаш. Многу викат луѓе дека е доцна, не може ништо да се промени. Тоа не е точно. Точно е едно, дека ние може да промениме и мораме да промениме. Овој живот не е живот, овде се живе во пекол, бе трече. Македонија е пеколо. Македонија е прекрасна и убава земја, но во Македонија се живее како во пекол. Наместо да живееме како што ја имаме во Библијата Македонија, библиска држава, овие криминални политички структури ја направи Македонија партал. Цел ден зборуваат горда Македонија, ваква Македонија, ние за Македонија, а од тепа од крадење бе трече. И од тепа од уништување, нас како луѓе не унаказија. Во секоја област од општественото живење и на краја најголемо злосторство ни направи, ни ги збркаја децата. Нема фамилија во Македонија. Сите слушаат, нека слушаат ако слушаат. Нема фамилија во Македонија што некој не е заминат. Дали син, дали ќерка, дали прв братучет или не знам кој, сват или не знам што. Унаказија бе цела држава. Зато реков, ја претворија во Македонија за живење во пекол. Ако смеам да заклучам, ја давате својата поддршка на градоначалничката. Не само што ја давам мојата поддршка, туку да објаснам за гледачите и за сите, дека противниците на Денела викат се разбудила од зимски сон, сега почнуваат. Тоа не е битно, бе трече. Противниците гледаш како вешто го скренуваат вниманието од вистината. Знаете што е битно? Битно е што во Чаир постои тежок криминал. 150 во градби со документи. Битно е што градоначалникот се занимава со урбана мафија и организира најверојатно урбана мафија према податоците што изслушаме.